Би го заокружил со тоа што на конкретни теми, на конкретни прашања, на конкретни проблеми се разбира, посебно за строчните, посебно за книжевните, посебно за техничките, посебно за рекламните. Ние овде никој не се осврна на рекламните проблеми. А тие се најмногу што тие кукаат глава. Веќе ќе заборавиш како се вика што тие реклами на сите страни. Да, треба да се дискутира, треба да се вика, да се кара, па што да биде. Во вестник, веројатно, лекторите може да имат некаква рубрика во вестнициве, каде што ќе кажуваат во турските серии, во преводите од српски, во преводите погрешно. Љубица. Имаше едно времето? Имаш. Меѓутоа тоа беше друго време. Сега е друго време. Сега тоа никој нема да го оцени. Сега тоа само ако преку Министерството, Советот за радиодифузија и така напредно се успее нешто, една десетинка да се направи, ќе биде успех. А инаку инвестициите уште помалку ќе се продаваат со таквите рубрики. Па не. Да слушам закон за употреба на македонскиот јазик. Нема закон ништо не решава. Мислам дека исмевањето е малку по-делотворно средство. Мислам дека кога лектор би се нашол во колумна да исмее на таква серија, многу повеќе поголем ќе биде ефектот отколку некаков закон. Затоа што закон постои, само не се спроведува. За се имаме закон. Имаме, сега ние ќе донесеме едно 10 заклучоци. И шо ако донесеме некакви? А тоа е Ирена, се мога кажа на микрофон за изборот Се извинувам, може да ве замолам еден по еден на микрофон за да ве слушаме сите? Да се снима. Значи ние треба институционално да делуваме, како што ви кажам доминацијата. Докато ние не соработуваме со тоа Министерство за култура. И бидејќи тие тоа не дојдоа на нашата покана, дали така беше? Тие не го почитуваат законот, прво тие. Во ниједна институција нема лектор, има можеби некој. И какви се тие? И како се вработени? Значи нема лектори, нема во телевизиите. Кој ќе му каже на гумесот како да го каже тој збор? Значи закон треба. А тој законот го има. А ние не реагираме како здружение, зашто не се почитува тој закон. Дали вие имате вработена таму на таа телевизија во Канал 5? Во Сител, каде што има турски серии, нема. Па како нема? Па не ли го кршите закон? Значи јас би реагирала така. И јас би се борила со тоа. Ама ние сме институцијата што може да прави. Ама ние сме сдруженијата, ние рековте пред нас дека ние треба да посочиме на некој. Да. Па тоа треба. Ама колку може? Така да се бориме. Ама колку Ние може? ни тоа не го така. Мора да се бориме. Зошто, например, Институтот за македонски јазик нема нови вработувања, не знам колку години назад. А таму постојано се зборува како се штител јазикот и не знам што. Мислам, не зборува институтот, како другите. Значи, тука има многу голем проблем, јас не знам што е работата. Не се недува. Нема закон, има, не се почитува, инспекторите никаде не одат. И ако одат, може да го казнат, може не. Мислам, не знам, Тие реагираат само на пријава. Пред 2 години имало околу 40 пријави на годишно во Министерство за култура. Да, меѓутоа на нашата љубезна покана не реагира и не дојдоа. Да, не дојдоа. А сите други, ако имале со врски ги решаваат. А дека се боите не се може. Не знам што да кажам. Ако сметаат дека немаат потреба од нас како лектор. Сите. Вика, ако е книга, вика, белетристика, вика тоа, мислам дека не треба. Само службени вестници. Јас сум невработена моментално и воопшто не ми е битно, јас би се борела со нив искрено, бидејќи не ми зависи работата од тоа. Никому не зависи, ама... Зависи. Ама знаете, гледайте, Никогаш се мене не ми зависи работата. Преведувачите се задолжителни. Како задолжителни се преведувачите, да не изгубите. Вие никога сте се борели со Може да институција. изгуби, верувате.
Сте се борели некоја со некоја институција? Се борев со уредниците кои работат во вестници, да. И тие беа уредниците сте се институција борели. Ама сега сум спремна да се борам. Побарайте од институција да спроведе закон и после тоа можете писмено да ме информирате како завршило се. До тоа и вашиот допис ќе биде ставен во Осевачкиот рамка. да, ќе го ставиме во рамка. Поентата ми е да пробаме, ако не пробаме ништо вака се состојува. Да, се согласувам. И ако треба јас ќе се борам, јас ќе бидам таа што ќе зборува таму, бидејќи реков, мене не ми сади се од. Не, се согласувам. Постои институционален начин на действување и тоа е добро. Меѓутоа, тоа никогаш не направило ништо само по себе. Јас ви гарантирам дека ако Бетмен Велик, оној на Фейсбук, што е опасен крај, тој ако земе да исмее некоја книга, мислам дека многу повеќе луѓе ќе реагираат на тоа и ќе има поголем ефект околу сите ваши дописи до Министерството за култура. Сакам да кажам дека мора на разни начини да се действува. Значи мораме и да исмеваме. Веќе сите сме нешто многу пристојни. Никој не јас си земам за задача да земам една книга, еден превод и да го направам салата тој превод. Затоа што јавната прозивка има многу поголем ефект. Значи, не бадијала ги мачкале со катрани, со пердули и порано и ги казнувале за прелюби, за срамотни работи. Значи, треба така да се... Нема, на вистина луѓе, да. Абе, на што личи едно преведувач од англиски? Ја тврдам дека 90% употребата на големата буква преска конструкција, да ја спомнам, не сакав да... Сите наслови не се со сите големи букви како на англиски. Чекајте ме. Или на германски. На италијански. Имените се там, овде сите. Па билборди колку Зидов, билборди колку Зидов, и владими, и вакви, и така, и уште кога ти укаже, па така е на оригинал. Молам со микрофон. Јас малку се извинувам, морам да предупредам, се снима средбата и затоа целата галама и бука што не сакајте да предупредувате. Ја мислам дека што кивавајте што прува. Пречи при снимањето, а снимката сакаме да ја ставиме на нашата интернет страница за да можете да ја снимете потоа, затоа да се замолува да се раздржите и да зборувате кога ќе дојдете на ред со микрофон. Се извинувам. Мене микрофонот може да дојде на ред. Драго ми е што сум на оваа средба, јас сум Сара Цветановска, преведувач од кинески јазик. Драго ми е што... За мене е така реалноста, бидејќи мислам дека многу хубава која се има подлога, која се има колектив. Во нашиот јазик се трудиме да направиме еден таков колектив, на кој што може да се работи, но тоа е друга тема. Драго ми е што сме тука сите собрани, што се разговара на вакви многу важни прашања, кои што е јазичната политика, така што би рекла дека зборуваме сите во моментот. Ми се допадна многу што од Сдруженијето на лекторите видов билборди низ градот. Конечно еден билборд што дават порака, никако важно. Исто така ми се допадна Огнен со неговиот предлог за како да се популаризираат и се критикуваат или на креативен начин да се воздигнат овие прашања во нашето општество. Многу е важно исто така да се осврнеме и на прашањето на говорниот јазик. Ние тука зборуваме само за печатените преводи и изразување, но говорителите, кај лекторите од овој момент, дали знаете зашто зборувам? За погрешното акцентирање и за акцентирањето на сврзниците, што навистина паралиш и во медиумите,
на тоа би сакам да го укажам како проблем на кој што заеднички би било супер да најдем некој креативно решение како да се укаже, да се исме или да се поправи. Друга работа која што би сакала да ја кажам е токму во врска со работка во преведувачот и лекторот и тие проблеми кои што ги спомнала, дека особено доколку е во некој книжевно дело има специфичен јазик, терминологија, зборови кои што се нарочно очудени или нарочно архаични или нови кованки. Дури кога се зборови кои што се од диалектика, кои што спомна колегата, многу често наидуваме на лекторите дека не ги, јас викам, ги чистат со барикина, така како суземе да биде обелен јазикот. Имам чувство дека тоа е некаков комплекс, дека е нешто србизам или дека е нешто дека е стаја бугарски или дека не е важно од кој, какво потекло е тоа, важно е дека постои кај нас никаков страх да се употреби некој збор или да се очуди или да се на крајот на краиштата измисли нов збор. Но сепак има преведувачи и луѓе кои што работат на тоа и успеваат, како што реклата сите, да исчепкаат зборови, да искуваат нови зборови, да најдат гениални решенија. Проблемот е во тоа што тие решенија се во таа една книга. Кога на некој друг ќе му затреба тоа решение, го нема. Тој повторно треба од почеток да измислува топла вода. Драго ми исто тука што има представници од Институтот за македонски јазик. Но и во работата на институтот, јас често се служам со нивните специализирани монографии на некоја тема, на некоја, значи, семантичко поле, зборови од семантичко поле. Но многу често и делови од тие студии не влегле во големиот речник на македонскиот јазик. И за мене тоа е навистина катастрофална грешка, бидејќи тој речник се работи долго време, предолго време веројатно, уште не е готов, а сепак не е комплетен. Не може секој од нас да ги има сите студии на сите семантички полини. Но за среќа пак живееме во едно време кај што електронската комуникација ни дава извонредни алатки што уште не се инсталирани меѓу нас. И дава предлог да се инсталираме такви алатки, каде што ќе се вклучат зборови, нови кованици, решенија на преводи. Имаше една група на благословени од Фейсбук, се уште постои групата прифатилиште за преводачи и толкувачи, верувам дека сте многумина членови во нејза. И таму често имаше гениални решенија. Имаше многу лоши работи, но има и гениални решенија. Тие решенија не се ставаат на едно место. Исто така. Делот нив се многу често вакви деловни термини, изрази. Мојот предлог е дали независно, дали во соработка со Институтот за македонски јазик, како што господјата се пожали, нив им се намалени соработниците, веројатно и средствата. Но сите ние сме еден вид на соработници и би можеле да бидеме соработници, доколку се оствари платформа во која што нешто како Википедија, знаете како излезе Википедија? Во моментов е најбогатата енциклопедија во светот. Кога секој од нас може да даде малку придонес, сте замисли да не придонес или добри, кога би можел да даде малку придонес, мислам дека би да го каже своето решение. Ето, тоа би бил мојот предлог. Да се стави некаква платформа на интернет, која што би била отворена за секој да ја уредува, која што секако би имала некаква крајна
лектура. Ви благодаря. Може да добавам директно или да нека реплика на Сара? Јас сум Елена Пренџова и по вокација сум англист. Ќе се служам со колешката дека лекторите треба да бидат малку поагресивни во настапувањето со лекторството и ќе ви дадам конкретни два примера зашто сметам дека тоа треба да биде направено. Првиот пример е следниот. Еден мој 20 годишен ученик ме убедува дека не знам, некогаш се пишува заедно, а некогаш одвоено. Го прашувам зошто смета тој дека е тоа така. И тој ми вика, па вика, затоа што некогаш вика во едни книги го имам сретнато заедно напишано, во други книги го имам сретнато споено напишано. Добро викам, кога се пишува заедно, а кога се пишува одвоено? Вика, и па не знам, вика, тоа не ми е јасно. Ке го обвините детето дека, нели, погрешно мисли? А зборуваме за 20 годишен студент. Значи, веќе се соочуваме со генерации кои што, за жал, се повеќе и повеќе стануваат неписмени. Втората работа е следнава. Јас меѓу другото сум и поет. Имав среќа една од моите книги да биде наградена, а наградата се состоеше од тоа книгата да ми биде испечатена. Кога јас се обратив на издавачот и прашав кој ќе ми биде лектор на мојата книга, знаете каков одговор добив? Еленче, што ќе ти е тебе лектор, ти си писмена? И кога ја видов мојата книга во раце, и кога видов дека во еден наврат, кратката заменска форма ми беше отпечатена со срдичка, со надреден акцент, што јас знам дека тоа никогаш не би си го дозволила, а не велам дека моите текстови се не треба да подлежат на ректори, дека доколку би биле не би претрпеле нели корекции. И кога запрашав зошто е тоа така, кој ми го поправал тоа беше секретарката која што го уредува текстот и која што има завршено економски факултет и која што сметала дека тоа така треба и се дала слобода да ја направи таа интервенција. Сега замислете, јас имам книга зад себе, од која што сум ја напишала како авторски текст, а од која што се срамам затоа што тоа ми има надреден акцент на мене. И затоа сметам дека навистина треба да бидете поагресивни вие лекторите затоа што спомна колешката, свеста е на она ниво која што и можеби пред се да почнеме некако поинаку да делуваме, треба да делуваме на свеста на издавачите, преведувачите. Добро вечер на сите. Јас сум Сандра Богатиновска, член на Сдруженијето на преведувачи и работам на италијански јазик. Меѓутоа, јас сум македонист по вокација, па ги чувствувам двете работи блиски во себе. И мене ми е драго што се оствари оваа средба, посакувам да има следни и на некој начин ќе се надоврзам на речиси сите претходно кажани работи. Меѓутоа, ќе додадам само нешто. И јас сметам дека само заедно и само професионално можеме да бидеме силни. Значи, да не заборавиме дека секогаш може да учиме и секогаш треба да се надградуваме. Тоа затоа што може да сметаме дека тоа што сме го научиле пред 20 години е закон и да не отстапуваме од тоа. Значи, мора да сме свесни дека треба постојано да се надградуваме и само во тој дух да бараме и да одиме напред. И јас сметам како господјата од Институтот за македонски јазик дека имаме сите општествена одговорност да го градиме јазикот од сите аспекти, затоа што мене ми се случува да работам со правна терминологија и тоа за мене е странски јазик. Затоа што ако сте имале можност да прочитате пресуда од наши судии, која што треба да ја преведете, прво треба да го побарате судијата за да ви објасни што сакал да каже
за вие тоа да може да го преведете разбирливо на некој друг јазик во кој што исто така правната терминологија е посебен регистар. Меѓутоа, барем има конструкција на реченицата што веќе ја спомнавте. Така што сметам дека може да вложиме напор, како што каже и Сара, или со средствата што ни ги дава технологијата денес, полека да почнеме да правиме поимници, толковници од одредена област, каде што ќе даваме примери, да речеме, ако станува збор за книжевни преводи, за потешки книжевни преводи кои што содржат поморска терминологија, постари периоди, да го наведеме, нели, примерот и зборот што е дадено решението, значи да ни остане, да се знае кој е авторот, да има признание на тој што го дал решението и што работел на тоа, да не се застарени книжки што ги бараме во ману, што не знаеме што да направиме со нив, бидејќи веќе времето ги надминало, а да ги искористиме сегашните алатки, па да создадеме, нели, да речеме, од повеќе јазици да се преведува и да може тоа да биде на некој начин и да биде сертифицирано, значи прегледано од лектори, од преведувачи, од Институтот за македонски јазик, од катедрата. Предпоставам дека многу и студенти и луѓе што имаат повеќе време и недоработени, бидејќи не се партиски членови, па така не би го искористиле времето и енергијата за да направиме навистина сите нешто подобро. Па ако треба и да се чука секој ден на врата на Министерството, да се пишува во вестници, да се пишува на социјалните мрежи, нели, на повеќе нивоа да се договориме да действуваме. Благодарам за вниманието. Јас само уште една реченица, значи образованието да не го забораваме. Ова проблемот со македонската реченица и со синтаксата, јас мислам дека основен проблем во образованието, бидејќи многу малку во училиштата се обрнува, значи има нели предмет македонски јазик, меѓутоа главно се зборува за литература, јазикот како граматика, нели класично, мислам дека многу се занемарува, а и доколку постои се одина морфологија, синтаксата, мислам дека воопшто највисокото ниво на познавање на јазикот секогаш се остава таму негде. И затоа ги имаме, иако имаме нели морфолошки проблеми, ова со правописни, со големата буква и со сите тие работи, меѓутоа мислам дека синтаксата исто. Значи треба Сдруженијето на лектори да работи со студентите кои што утре ќе бидат професори по македонски јазик или наставници или со педагошка академија или педагошки факултет по ново. Значи мислам, јас имам дете во трето оделение кое што учи дека просторија во домот е купатило. Значи мислам, што да ви кажам понатаму. Никога му викам, не, тоа се вика бања, ама не мене наставничка дека ме кара ако кажам дека е бања, тоа е купатило. Што понатаму да ви кажам. Значи образованието мора да се обрне внимание на тој аспект. Се викам Милан Дамјановски, работам на катедрата за англиски јазик и книжевност. Сте книжевствен и долгогодишен преведувач. Многу од работите кои сака да кажам веќе беа спомнати, се согласам со нив, но беа спомнати многуте грешки, беше спомнати на генераторите на тие грешки, медиумите, но не се спомна другиот генератор на работи на грешки, тоа е државата и низините тендери. Значи мораме да ги спомним затоа што наши. Да, не сака да спомнам дека повеќето тука се студенти кои наредните неколку години ќе поминат низ тој процес, ненормални рокови, исто така ќе бидат за парите не збори. Да не говориме се, тоа е јасно, но проблем што ќе се соочи со многу теми и ќе треба да преведат на голем број на теми. Различни, дали се од книжевен, дали се од научно-исторична технологија. И мислам дека сепак како здружение, како здружение, ние како факултет, институт мораме и имаме право да действуваме пред државата. Медиумите се приватни организации кои не секогаш можеме да реагираме, можеме јавно да реагираме, но државата го штити нашиот интерес. Ние имаме право и должност како институции и организации сепак да се обидеме да влијаеме. И ја тука гледам можност за влијање и без потреба, иако сегаш кој ќе збориме за работа со државата, ние се случуваме со сегаш со некоја апатија.
Мислам дека не можеме, но имаме право и должност и има можности. Може да се како да кажем, секој ден да се поднесува, се бара од нив дали како содруженија да побарат да подпишат можеби некој меморандум на разбирање или нешто да се обврзат во тендерската документација, некаде се обврзуваат, но барем да подпишат дека ги испредуваат тие стандарди кои се обидуваме да ги спроведеме на Европската унија. Јазичните стандарди кои се пропишени. И врз основа на тоа после да можеме да реагираме, дека ќе има огромни грешки, сега од државата се создава еден огромен фонд на литература со огромен број на грешки. Сите знаеме. Неупотребни, да. Кои ќе треба и студентите, и факултетите, и средните и основните училишта да ги користат во наredните 10-20 години, но тие ќе се појават. Но има врз основа на тоа може да се реагира. Значи може да се прати извештаи, може да се прати објави од страна само единствено со работа и да се пишуваат и колумни кои подоцна преку јавните медиуми или преку социјалните мрежи ќе се шират. Сите овдека имаат Твитер, така. Една колумна која е добро напишана, која е убаво аргументирана, кажам грешките, ја ви гарантирам за 3 дена ќе се најдеме сите медиуми само преку Твитер. Еве видовме со Империја што стана, така. Практичен пример кај што беше попуштено на јавните прозаично, но имаше претходна колумна од Јана Јакимовска врска со учебниците за ликовна литература. Објавен во Дневник, тој исто така имаше големо влијание. Значи, може да се влие, да се ради, али мора секој ден. Тоа е како ние сме моментот сме многиме на февруарски марш како професионалци. Значи мора да го изједеме. Значи, наредни неколку години неодговорноста на некои институции, на медиумите, на бизнисот, кој не го гледа општиот интерес, кој само приватниот, личниот интерес, ќе пости. Но мислам дека сега со новите медиуми, а и тука се и младите студенти кои им дојда во толку голем број, значи имаат интерес да го развиваш својот јазик и својата професија, овој потенцијал може да се искористи со новите медиуми, но треба само упорност и да се укажува аргументирано. Значи не само како Бетмен велите или некои другите само со сатира. Сатирата е многу ефикасно режим, но без аргументи тоа не иде. А за да ги имате аргументи мораме да ги спроведеме, но исто така мораме да работиме на нас за да можеме да ги видиме тие грешки и да следиме со пример. Значи мислам дека немаме избор, не смееме да паднеме во патија, туку мораме сите може да се ги искористиме во тој начин. И јасно да укажеме кои се одговорните, виновниците, макар еве и да се на највисоко ниво, сепак тоа е наша должност према професијата, према јазикот, према културата, воопшто према нашите деца. Еве види. Ирена. Па гледате дека со времето, како поминува времето, се повеќе и повеќе ни се скратени рацете. И вам, на професорите. Пред 2 недели беше подпишувањето на конвенцијата, декларацијата на универзитетите. Вие како професори, од утре што ќе издадете учебник, ќе ми биде поставен на интернет, па ако сакам да го видам, треба да го отпечатам, а преведените дела, кои ни вие како професор по англиски, предпоставам, не ги разбирате, се сокупови. Што ли ќе се случи сега од септември, кога и за осмолетките учебниците ќе бидат такви, преведени. Предпоставката е исто така, малку полошо или малку подобро. Не може да биде радикално променето за 2 недели. Оти тие за да излезат во септември, тие веќе сигурно сега се во завршна фаза. И што од кога ќе излезе, после ќе дискутираме, кога е завршена работата. Што од кога го подпиша договорот, вас ве информира дека ќе добиете толку хонорар, меѓутоа нема да имате книга. И како вие ќе работите со студентите? Нема, знам, тоа е ситуацијата сите не е јасно. И па да, мислам, инаку практично има решение за себе. Односно, и имало, постоело. Јас на времето, известно време за трета програма работа. Таму бевме договорени сите текстови што се читаат да бидат означени акцентите.
Со пенкот со дозгоре, мислам, нема фонтови да правиш, никој не ти теже нешто посебно. Последниот пат кога читаш, си ги знаеш што се. Тој што чита, знае како да прочита. Мислам, тоа денес работата е таква каква што е, ситуацијата е таква каква што е. Ја не случајно реков 3 институции, 4 се. Да се обрати од 2 тела одржава заеднички состав, но ги донеса овие закучници. Информативна сама. Не, знам дека институциите се ослабени, одземени и авторитетот на некој начин и можете да реагират. Но не значи дека не смееме да укажеме на грешката. И сега имаме тој моментов толку брзо да се шират информациите преку јавните медии и социјалните мрежи, што некои работи може да се укаже и некогаш и ќе попушти. Ако ништо друго, барем се поголем круг, велиме дека студентите се поголем број, се повеќе неписмени, ја знам структурата. Но преку таквите некои активности може да се наставно мора да бидете присутни. Сега веќе, ако не сте присутни со објави, со реакции за све, ќе ви игнорираат. Кога да живеете некаде на планина, макар да живеете во центар, ако не сте присутни со објави било организација, никој нема да знае за вас, затоа што се е пренесено на социјални мрежи и писменоста се пренесува преку серии и преку мрежи веќе. Значи пак морате тамо да го понудите, да понудите или реакции или па да се укажат. Не е дека децата не знаат тука едноставно или намерно ги прати, никој не ги прави намерно грешно, чисто од неинформираност. Дека постојат и институции, постојат и значи вижте малку ќе заборава дека постои правопис и како збори како форма. Но тоа сакам да кажам дека не смееме да дигнеме раце. Апсолутно, јас сакам да дополнам нешто во врска со реакцијата на здруженијата. Нашето здружение, здружението на лектори, апсолутно нашата улога е да реагираме. Меѓутоа, има помеѓу колегите, преведувачите, верувам и лекторите, еден став, здружението треба да направи ова, здружението треба да направи тоа. Некако него гледаат здружението како својот глас, го гледаат како некој што за нив нешто треба да направи. Здружението е само толку силно колку што има членови кои се активни, што значи за да можат здруженијата да реагираат, сите преведувачи и лектори треба да се одважат и да станат активисти и да пишат. Не мора да членуваат во здружението, меѓутоа да ја поддржуваат работата на здружението со тоа што ќе пишуваат по медиумите, ќе реагираат, ќе зборуваат. Од друга страна, здруженијата на вистина носат таква тежина да потегнат некои работи да се случат. Ние во нашето здружение идентификувавме многу проблеми нормално и направивме работи групи според проблемите што ги идентификувавме. Еден сериозен проблем е оваа штета што се нанесува на целото културно наследство и образованието на државата преку овие многу лоши преводи на проектот на владата. Бевме на средба во бирото со представници од бирото за јавни набавки, тука е колешката, со која што бевме заедно и верували или не, основниот проблем и можеби причина поради кој што имаме такви преводи е точно незнаењето, неинформираноста на договорниот орган, значи институцијата која што го нарачува преводот, како треба да ја спроведе процедурата, постапката за јавни набавки, кои се техничките спецификации кои што треба да ги внесе, врз основа на кои ќе се оценуваат субјектите кои што се пријавиле да ги дадат тие, надаваат, односно поддаваат за да ги дадат тие преведувачки услуги. Што е навистина неверојатно, но вистинито. И дел од работата на здружението во иднина ќе биде да подготви упатство кое што Бирото за јавни набавки се согласи да го прифати и да го стави на својата интернет страница за договорните органи како да ги подготвуваат тендерите. Што не е задолжително, а што е задолжително, они се сама погрешност
мислат дека отворена постапка треба да користат за набавката на преводот. Преводот е специфична услуга која што воопшто не е опфатена со законот за јавни набавки, односно е исклучена. Значи имаат огромна слобода и нормално многу незнаење во однос на техничките спецификации, кои што ние ќе им помогнеме да го осознаат со подготвувањето на тоа упатство. Меѓутоа, тоа е голема работа. Не е мала, а е само една од милион работи што Сдруженијето треба да ги направи. Што значи, Сдруженијето во моментот има 28 членови, тие да се распустат, да ги викнеме најдобрите стручњаци за клонирање да не клонират, нема да можеме сите работи да ги направиме. Затоа волонтерски. И сите работиме волонтерски апсолутно. И се финансираме само од членарината. Кај нас е 500. Годишно е 500 денари. Кај нас е поголема, меѓутоа И бесплатни се советувањата, овој настанов е добро, се што организира, се е бесплатно. И советите, така што многу убави заклучоци и предлози слушнавме, меѓутоа не треба да остане само на тоа. Секој треба да ја почувствува одговорноста да преземе нешто. Во најмала рака да напише нешто на Facebook. Ама издржано. Издржано, нормално. И би сакала да потсетам списокот да продолжи да се движи. Ако може да побрзате со списокот, се ближиме при крајот, ни пола не се подпишани. Силвана Симовска, професор на Филолошки факултет. Пред се навистина имене ми е драго што сум тука вечерва и член на Сдруженијето на преводувачите на Република Македонија. Би сакала неколку работи да споменам, односно ќе се надобрзам на неколку дискусии кои што веќе се водеа тука во текот на целава наша среда. Пред себе ќе почнам од назад во овој случај. Мислам дека е малку нефер да се говори постојано за лоши преводи, бидејќи во сите тие лоши преводи сигурно дека има и нешто добро. Значи, мислам дека малку треба да се дистанцираме од една паушализација на нештата, бидејќи како да има и таква тенденција нели при нашава сегашна средба. Секако дека има многу нешта нели кои што не се добри, не се совршено направени, меѓутоа мислам дека треба да бидеме навистина многу внимателни во нашиот израз. За да се каже паушално лош е преводот, јас не би се осмелила такво нешто да кажам, бидејќи треба нели да имам навистина обид, а немам. Знам дека се 1000 преводи, тоа секако го знам, тоа деше нели без медиумите. И знам дека, односно предпоставувам сега, морам и јас да бидам внимателна, дека ќе имаме нели една лавина на многу новини, веројатно под влијание, секако дека да знаете дека секој превод врши влијание на односно секој оригинал врши влијание на самиот превод. Значи, не може 1000 наслови, 1000 книги, тоа се помножено со не знам колку таму страници, да не изврши влијание. Тоа да не биде јасно. Нашата задача, меѓутоа, односно и задачата секако и на посоработка секогаш со лекторите да се работиве до некаде изфилтрираат. И многу е битно, еве сега председателката нели ја начна таа тема дека очигледно самите преведувачки бироа или кои се тие кои што ги добиваат тие налози, бидејќи јас како што знам кога бев консултирана неколку пати дали сакам да преведувам нешто од германски на македонски обратно, јас знам дека никогаш не беше прифатено јас лично тоа да го правам, значи не е од моје име, туку мора тоа да ме ви преку некоја издавачка куќа. Меѓутоа хонорарот потоа нели не беше соодветен, така што јас се откажав, бидејќи сите ние знаеме кои што преведуваме и толкуваме што значи превод, колку е тешка, колку е комплексна таа дејност. И затоа сметам дека како обнедели не треба да се согласуваме да работиме навистина за секоја цена. Меѓутоа не можам да сватам дека тие преведувачки бироа не се свесни и не си ја знаат својата одговорност дека текст кој што ќе излезе во печатена форма дека мора да биде лекториран. Значи не само од синтаксички, од зборовно-звучки аспекти и така натаму. Едноставно поради наједноставни пропусти нели во однос на правописот, некој буква и така натаму. Мислам дека тука не ни е созреана нашата свест воопшто, како припадници на ова општество, на оваа држава, дека се што ќе излезе на видеина во печатена форма
дека задолжително мора да мине низ јазична и нормално ова стручна редакција. Значи, тие два елемента мора да се запазат. И може би треба повеќе да работиме на тоа подигање на свеста. Но свеста ја подигаме пред се кај самите себе си. Значи, може би тоа е нешто што малку го потенциравме во текот на нашата дискусија овде. Мислам дека секој од нас кај себе треба прво да почне. Ако лично ние го сметаме стандардот за нешто вештачко и не сакаме да се служиме со него, или пак многу често и во нашата улога како професори, како лица кои што професионално работиме во областа на образованието, тоа не го сметаме за нешто природно, тогаш мислам дека не сме автентични и тешко да можеме да бараме од нашите следбеници, тоа се нашите студенти, тоа се нашите ученици и така натаму, соодветно да го употребуваат јазикот. Значи, мислам дека тука недостасува така една самокритика. Јас би рекла секој, значи, кон себе си, пред се, па потоа, ако сме и добар пример, и како добри наставници, професори и така натаму, верувам дека можеме да ги поттикнеме и овие млади луѓе да го чувствуваат еве стандардот како нешто сосема нормално и нешто прифатливо. А инаку дека имаме прекрасни дијалекти, дека тие треба да се негуваат и дека имаме нешто што се нарекува семеен јазик и дека меѓу пријателите говориме малку поинаку, тоа е сосема јасно. Тоа е сосема јасно и тој така ќе се остане и треба да се остане понатаму. Значи, мојот апел е повеќе да работиме на нас себе си, потоа, нели, како здружение исто така секако суптилно или пак може би другата страна поагресивното, јас сум повеќе за она посуптилен пристап, да најдеме може би некој убав начин за да не настапиме во улога на некои си полицајци, јазични полицајци, кои што нели сега ќе ловат секоја грешка, бидејќи тоа може да биде здодевно со текот на времето. Знаете, мора тоа да биде многу пак, ќе речам, внимателно и издржано секогаш. Да не избрзуваме со неосновани коментари. Благодарам. Ќе се обидам да бидам многу кратка. Се викам Сонја Филипова Гајдова. Преведуваш сум повеќе од 23 години. Сакам само да кажам дека овде ни недостасуваат уште едни многу важни луѓе, тоа се новинарите. Значи, предлагам конкретно следните наши заеднички состаноци да ги зборате ние со луѓе од ТАФЕЛ, затоа што тие се носители на јазикот во голема мера и тие многу диктираат. Јас за новиве се обидов, знаејќи дека ќе дојдеме вечера тука и дека ќе дискутираме на оваа тема, се обидов да најдам неколку изрази, неколку зборови кои што навистина ми пречат во последно време. Мислам дека треба да ги собереме новинарите да им кажеме конкретно што треба да променат, затоа што се чувствува еден тренд кај нив. Еве конкретен пример ќе дадам, значи сега сме во ек на избори. Сигурно сте забележале во повеќе од еден дневен весник, тој и тој со име и презиме ќе трча на избори. Значи, сите знаеме од каде доаѓа тоа. Runs for president, runs for whatever, local government leader и така натаму. Значи, новинарите се под огромно влијание на другите печатени медиуми и електронски медиуми, значи тие сакајки да ги имитираат во стилот на пишувањето, што е добро, значи да бидат поконцизни и подобри во пишувањето, читаат многу од странските медиуми, ги следат и така треба да биде, меѓутоа не внимаваат и тоа, сакајки брзо да пренесат некоја вест, не внимаваат на јазикот, не само на синтаксата, туку и на лексиката. Значи, забележав, тоа се случува не само кај еден новинар, се случува кај повеќе новинари и се шири како чума меѓу нив. Значи, сега имате, речи секој ден на темата избори, имате лице трча во таа изборна единица. Значи, тоа мораме веднаш да го прекинеме и тоа најкатегорично. Имате исто примерот на Огнен за неприродното користење на пасивот. И тоа во комбинација со
неприродна употреба на зборови кои што го немаат истото значење во нашиот јазик, а потекнуваат од исти корен. Например, имате активностите не се афектирани од замрзнувањето на сметките. Сака да каже, замрзнувањето на сметките нема да се одрази на активностите. Значи, не само што има примери во кои што преведувачите, во случајов новинари кои што преведуваат, немаме само такви примери кај што се мачиме со зборови кои што ги нема во нашиот јазик. Туку очигледно преведувачот се мачи со зборови кои што ги има, но не се помачува да ги најде или да се сети на нив. Значи да застане во еден миг и да рече како го велиме ни ова на нашиот јазик, или ако не му текнува најпрвиот во семејството да го праша. Значи, не се бава со тоа, ама не една минута. Првото што ќе паде на тоа го става. Друго нешто што исто среќавам во новинарскиот говор, а и се повеќе во говорот на младите, осигурете се дека. Тоа е директен превод од make sure, ensure. Значи, тоа го нема во нашиот јазик. Да се осигураш значи само едно. Осигурителна компанија. Не може да значи ова. Тоа значи проверете дали, видете да не, гледајте да, внимавајте да и така. Не осигурајте се или осигурете се. Направете разлика. Сите бевме сведоци, некоја година имавме билборди, направете разлика. Make a difference. Сите знаеме дека тоа не е тоа во нашиот јазик. Не значи да разграничиш нешто, туку нешто сосема друго. Понатаму, евентуално, законечно, наместо на крајот, што е eventually од англиски, тоа редовно, рече се редовно го има како евентуално, што сосема го менува значењето во реченица. Или, исто така многу во поново време, на крајот на денот. At the end of the day. Тоа е, ние си имаме еден убав израз на крајот на крештата, тој си постои со години, не знам зошто го заборавиле. Гаджети, аксесуари, нема ни да ги споменувам, само попат ќе ги кажам. Бенчмаркови, да, тоа го кажавме одредниците во преземаа сепак местото на бенчмарковите. Ефективен и ефикасен. Мислам дека значењето на овие два збора не се знае. Дефинитивно не се знае. Ефикасен она што дава резултат, нешто што има учинок. Значи, ефективен на англиски, ефектив не е секогаш исто со ефективен на македонски. И обратно, значи, оно што е efficient, што треба кај нас да биде ефикасен, често пати се преведува со ефективен, што би значило реален или actual на англиски. И така натаму. Момче со насмевка од $1,000,000. Тоа го нема во нашиот јазик. Апсолутно не постои, ниту пак доларите постојат, значи треба да се потруди било кој, дали е преведувач, дали е новинар, кој да треба да се потруди да помине барем 5 минути на тоа што сака да го отпечата, да го стави во јавност. Митските ликови, Херкулес, ве молам, Херкул, и така натаму. Или кога се сака се каже дека нешто е во краток рок, на краток пат, често пати го гледам како на краток пат, значи оно што е short term, long term, буквално се преведу така натаму. Значи бројни примери, да не ги редам, јас имам голем список на тие изрази, погрешно потребени зборови. Значи буквално секој ден не бомбардираат и тоа многу ми пречи затоа што гледам дека младината го прифаќа здраво за готово и го користи. Веднаш, инстантно го употребува во сопствениот живот. Тоа е најлошото што може да ни се случи, тука го губиме јазикот и мислам дека и новинарската фела треба да ја полика. Толку. Имајте пријатна вечер. Секај. Веројатно нема повеќе коментари колку што можам да видам. Нема. Тогаш чекај. Добро вечер, јас сум Лилија Поповска. За на крај сакам јас да се надоврзам на
да искоментирам за тие така наречени лоши или да ги наречеме можеби неуспешни преводи. Сметам дека најголемата причина за таквите преводи е ниската цена, која што е моментално на пазарот, сите знаеме што сме во оваа дејност. И кога ние искусните преведувачи не се нафаќаме на таа цена да работиме, тогаш тоа преминува и останува да го работат студентите, кои што не се толку искусни и прават токму тие грешки. И потоа треба некој да седне и да учи од тие книги каде што воопшто нешто нема ни да го разбере. Значи треба тука нешто да се направи во однос на цената, за да можат сите тие фази кои што ги спомнавте, превод, лектура, потоа работата на јазичната редакција, значи за да можат сите тие процеси да се извршат, потребно е и тие да бидат изфинансирани, бидејќи никој нема да ги работи гратис. Така што ова е сепак малку по-обширна тема, мислам дека ќе треба да организирате ушложена средба. Меѓутоа, за да се добие добар и квалитетен производ, треба и да се плати. Мислам сите да бидат тука вклучени во таа работа. Благодарам. Јас само како бранител на студентите морам да кажам нешто. Знаете, сепак не се работи ни за тоа дали се студенти или не. Сега прегледав 360 страни